Љубомир Фрчковски стави крај на неговата дипломатска кариера, поднесе оставка од функцијата амбасадор во Обединетите нации. За ова ја информирал и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, од чиј кабинет потврдија дека ја добиле писмената оставка на Фрчковски. Тој за ова го известил и Министерството за надворешни работи, со чие ново раководство влезе во отворен конфликт и јавна преписка по одлуката на министерот да го повика на консултации во Скопје, поради, како што беше соопштено, финансиски неправилности утврдени во работата на Фрчковски во мисијата во Њујорк. Самиот Фрчковски денеска порача дека очекува претседателката да ја усвои неговата оставка и со указ да го разреши од функцијата. Дека ќе повлече ваков чекор, тој најави уште минатиот месец и со ова Фрчковски го испревари МНР, каде во наредниот период ќе требаше да образложува за неговата работа во Њујорк, каде како амбасадор замина во 2022 година во времето на претходната влада. Дали владата предводена од ВМРО ДПМН, чиј кадар е на чело на МНР, има идеја кој би го наследил Фрчковски во постојаната мисија при Обединетите нации во Њујорк. Започнати се консултации за повеќе амбасадорски места и ќе бидете информирани во периодот кој што следи. Премиерот, надоврзувајќи се на изјавата на шефот на дипломатијата Муцунски дека не е задоволен од актуелната дипломатска мрежа, најавува дека ќе има промени. Да ви дадам еден пример и све ќе ви биде јасно. Ние кај нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави во амбасадата имаме 2 лица вработени, а во мисијата ОПСЕ од 2 имаме 12. И сега се постава причината зашто е тоа така. Се ние ако сме стратешки партнер со Соединетите американски држави, треба така и да се однесуваме. Не само да мафтаме со знамето, треба и да покажеме со дела дека сме навистина стратешки партнер. Но некој ја приватизирал и партизирал за жал таа институција и сега веќе полекано сигурно се ослободува и многу други работи ќе излезат на виделина. Фрчковски не беше единствениот што беше повикан во Скопје од новото раководство во МНР. На разговори во централата беа и амбасадорите во Тирана, Рим и Букурешт, Данчо Марковски, Весел Мемеди и Андрей Жерновски. Марковски поради резултатите од пописот во Албанија кој покажа дека бугарската пропаганда во македонската заедница е ефикасна. Мемеди зашто само иницијативно ги информирал италијанските власти дека пасошите со старото уставно име веќе не важат, а Жерновски поради постоење сериозни индиции за формално правниот аспект на неговото стапување на функција. За сега само за Марковски е утврдено дека нема вина, додека за другите постапките траат. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.